Добро вечер во топ тема на ваша страна. Точно пред една година беа избрани новите градоначалници. Што ново донесоа и дали ги решија проблемите кои со години се таложат во сите општини во државата? Дали во мешаните средини проблемите може да се надминат со диалог или е потребно да има интервенции во уставот и законите? Вечерва на овие теми разговараме со градоначалниците на Гостивар, Арбен Таравари, на Куманово Максим Димитриевски и на Штип Благој Бочварски. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Господине Таравари, ќе почнеме со нешто за што се залага вашата партија, која е актуелна во моментов. Алијансата за албанците најави дека ќе поднесе предлог амандмани за измени на уставот. За што се работи, какви амандмани, колку амандмани и кога ќе ги поднесете? Значи, ова не е од сега, ова е од Централното собрание на партијата, што се одржа пред 2 месеца. Кажавме дека ќе го поддржиме референдумот, иако во собрание бевме воздржани, мислевме дека не треба да се одржи референдумот, и денеска повеќе луѓе го кажуваат истото, дека референдумот беше џабе организиран, само референдумот заврши, меѓутоа пари. Гласавте за измени. Апсолутно. Да се отворат измените. Апсолутно, и мислиме дека е моментот, веќе има 80 пратеници, може би повеќе. Мислиме дека ќе ги убедиме, бидејќи и другите партии во духот на Охридскиот договор и во духот на декларацијата на политичките партии на албанците, кој што се потпиша пред една година, со која што кога влегувавме во коалиција на 1 јуни 2017 година со господинот Заев, беше прифатен дека може да се направат одредени интервенции во Уставот, и сега е моментот, бидејќи последниот пат Уставот беше отворен 2002 година после воена состојба. Сега имаме убава прилика да ги затвориме одредени прашања и после тоа да продолжиме само со европската агенда. Ние би интервенирале, нашите амандмани ќе бидат само во 2 работи. Прво, преамбулата, и тоа како што било во Охридскиот договор, ништо повеќе, и за употребата на албанскиот јазик да не биде поинаков од македонскиот и кој што е 20%, туку да стои македонски и албански јазик. Значи, повторно во духот на Охридскиот договор и во дух на декларацијата подпишана пред една година од сите политички партии на албанците. Тоа значи само 2 амандмани ќе поднесете? Да. И ќе инсистираме ќе дадеме амандман за промени кај што стојат во преамбулата, да стои и Охридскиот договор како додаток. Толку. Тоа се нашите забелешки, она што со што ќе интервенираме амандмански. Нели е ова минирање на договорот од Преспа со оглед на роковите кои престојат за уставни измени, отварање на една паралелна дебата? Нели тоа значи дека со овие амандмани вие практично и свесно го минирате? Апсолутно не. Апсолутно не. Мислам дека минирање на процесот е амнестија на одредени луѓе за кои што постојат сомнежи за злоупотреби, кои ги видовме под камери, оставија човек како убиен. Овие, ако ги отвориме, ако збориме за нешто што го минира процесот, тоа е тоа што го минира процесот. Инаку, за да збориме, не е ова табу, да збориме дека албански јазик треба да биде уставна категорија. Зошто минирање на процесот? И потоа, не е ова... Минирање на дебатата за Преспанскиот договор, која практично има некакви временски рамки. Ќе се обидеме во собрание да ги убедиме и пратениците на СДСМ и на ДУИ, кои што само тие се против ова. За ВМРО, ја мислам дека не може да се рехабилитира уште подолг период. Ја мислам дека 80 пратеници се стабилни и ова не е условување по секоја цена, меѓутоа ние мислиме дека е моментот да направиме одредени промени во Уставот во европски дух. Значи, и во сите европски држави, кај да одите, унапредувањето на правата на одредени етникуми кои што живеат во одредена држава, тоа се европски предности. Вие не сакате да кажете, не го условувате својот глас за амандманите за Преспанскиот договор со усвојување на овие амандмани? Никогаш во ниеден момент од ниеден експонент на Алијансата не е кажена дека ќе се условува. Туку ќе се обидеме во парламентот да ги убедиме нашите пратеници, да ги убедат своите колеги од другите партии дека е моментот
Не бидејќи денеска дуи веќе прочитав и официјална изјава и овие денови кажа дека овие амандмани не би можеле да се прифатат бидејќи немаат врска со договорот од Преспа заради кој се отвара Алијансата никогаш не условувала, значи и кога паѓаше режимот, додека ДУИ правеше пазарење со СДСМ да се кандидираат да нема кандидати македонци од СДСМ во Тетово, Гостивар и во Чаир, Алијансата не збореше за такви. Единствено нешто што кажавме е дека треба да се формира нова влада, без никаков услов. И потоа се случи тоа што се случи. И кога дојде референдумот, ние имаме повеќе потешкоти со централната власт. Меѓутоа, безрезервно го поддржавме тоа. Меѓутоа, ова е моментот кога мислиме дека нашите пратеници можат да ги убедат своите колеги во парламентот да се направат одредени промени, бидејќи е моментумот и после тоа можеме да зборуваме само за Европската агенда. Доколку сите останати пратеници не се согласат да се отворат и вашите амандмани, дали ќе гласате за амандманските измени на Уставот за кои се во врска со договорот од Преспа? Постојат органи на партијата, за сега ние, значи Централното председателство донесе Централното собрание, пред 2 месеци дека треба да интервенираме амандмански, дека значи ова не е сега да се минира процесот, тоа е кажано од пред 2,5 месеца. Сега е моментот, ќе се обидеме да ги убедиме, ако доаѓа во ситуација да не се прифаќа од никого. Знаете како е? И господинот Заев во кампањата 2016 година обеќа дека албанскиот јазик ќе биде уставна категорија. Тој доби повеќе од нас албански гласови во 2016 година. И тој има одредена обврска спрема своите членови, има полно членови албанци кои што се во СДСМ. И ДУИ истото потпиша декларација заедно со нас и заедно со БЕСА на 7 јануари 2017 година дека кога ќе се отвори уставот, кога ќе имаме ова не е ја не знам зошто. Во меѓувреме беше донесен се уште не ратификуван договорот за употреба на јазиците. Не ја довршите реченицата, ако не се не знам, ако не има органи на партијата, меѓутоа во никаков случај ова не е условување, уценување. Процесот на интеграција е пред се. Меѓутоа, за нас многу е битно и ова. Сме го кажали, сакаме да имаме конзистентни ставови во парламентот и во политиката. Затоа ќе излеземе да ќе пробаме да ги убедиме. Ја мислам дека има добра волја и во СДСМ и во ДУИ да ги прифатат. Господин Димитриевски Бочварски, вие сте на високи позиции во вашата партија СДСМ. Дали е ова момент да се отвори уставот за овие амандмани кои ги предлага Алијансата? Се што е во рамки на законот и на уставот е легитимно. Сме биле членови на парламентот и ги знаеме можностите кои се. Она што е по мене побитно во моментов е дека самиот овој чин е всушност борба за самата доверба во албанскиот електорат помеѓу моноетничките политички субјекти во Република Македонија, кои што според мене ќе морат да се свестат, да излезат од оваа блага форма на политиките и на реториката од 90-тите години и заедно да тргнеме напред кон членство на Македонија во НАТО и Европската Унија. Видиш, ова се ретроградни процеси кои што државата ја враќаат назад. На самите тие иницијативи ќе имаме голем број на шпекулации во јавноста, разноразни критичари кои што тоа ќе го толкуваат, народот ќе го гледа, всушност ќе се подгреваат страстите и повторно на некој начин ќе се подгрева и национализмот, што е недозволиво за 21 век. На Македонија е дојдено време и е времето да ја водат прогресивни политичари, прогресивни политички сили кои што имаат намера и цел да ја стават таму кај што е местото, а тоа е во НАТО, во европското семејство, за да реализираме и имплементираме како градоначалници проекти кои што се повеќе од потребни за да ги осовремениме нашите општини. Добро, за вашите проекти ќе посветиме поголем дел од оваа емисија. Да, Бочварски, вие сте потпредседател на СДСМ. Од партиска гледна точка, дали ова лош момент за покренување на ваква дебата и колку тоа може да ја загрози процедурата или не ја загрозува процедурата во парламентот? Па вака, имајќи во предвид дека во претходниот период, претходните месеци, цела држава
јас би рекол и најголем дел од политичките партии во Република Македонија се посветија на најважното прашање, на организацијата на референдумот, на учество во кампањата за референдумот. Се потроши многу енергија, се потрошија пари од државата за овој референдум, за да процесот на крајот успее. Еве, помина референдумот, практично во овој момент Република Македонија се наоѓа пред историска можност, пред историска шанса да конечно ја исправиме во рамо до рамо со европските семејства, народи и европските држави, да станеме полноправна членка на НАТО алијансата, и токму затоа сметам дека не треба да дозволиме никој, ниту една политичка партија, било кој чинител во политичкото и општествено живење во Република Македонија во овој момент да дополнува други точки на дневен ред, бидејќи прашањето е од исклучителна важност, имајќи во предвид дека процесот не сме предолго да трае и за нас самите како држава, но и заради процесот во Република Грција. Токму затоа треба да се посветиме на ова прашање, да се разговара за овие теми, бидејќи еве сите 80 пратеници се согласни и гледаме дека веќе имаат одредени предлози за подобрување можеби на амандманите со кои што би се променил уставот и со кои што Македонија би добила шанса да стане членка на НАТО алијансата и Европската унија. Јас сметам дека ниту еден граѓанин на Република Македонија, дали е тоа македонец, албанец или било кој друг, не се иселил до сега од Република Македонија поради одредено законско решение. До сега граѓаните се иселуваат поради тешката економска состојба во државата, бараат подобри услови за живот и Македонија ни се празни. Токму затоа е моментот сега да го решиме ова прашање, да донесеме просперитет во Република Македонија, а не сметам дека било кое друго прашање во овој момент би решило големи јазик да стане втор службен. Таравари, имавте реплика? Значи, ретроградни и националистички политики, ја не знам што е тоа. Искрено, спорам за себе, такви политики, ниту сум бил во политика, ниту ги знам какви се тие политики. Меѓутоа, да бараш во преамбула да стојат граѓани на Република Македонија, СДСМ промовираше граѓанско општество, нели? Ја мислам дека не е некаков национализам тоа. Ако е, кажете ми. Значи, дека е Република Македонија е држава на сите граѓани на Република Македонија, па да се набројат македонци, албанци, турци, власти и други. Ако е ова национализам, барам извинување, без македонската јавност ние сме националисти. Втора работа, да бараш да се замени место македонски јазик и јазик кој што не е македонски е 20%, место тоа да биде албански јазик. Ако се овие национализми просто не ли се регулира тоа со законот за јазици? Не се регулира. Зошто да седиме со закона кога можеме да интервенираме со два збора, две работи и Охридски договор? Ако се овие ретроградни, стари, националистички, шовенистички политики, тогаш, пардон, извинете, ја не сум од тука. Не ве разбирам. Објаснете ми кај е нашиот национализам. Бидејќи, ја знам, вие сте заедно со ДУИ сега. И има индукција, влијание од нив. Тие ги користат и кај нашите пријатели, меѓународни пријатели, ги користат овие од алијансата тешки шовенисти, националисти. Кажете ми, ве молам, што е национализам тука? За национализмот знаат многу повеќе од нас и самите граѓани на оваа држава, бидејќи го чувствуваат сите овие години. Јас зборувам за иднина, не зборувам за минато. Нити мои зборови беа, и не сакам да ме вадите од контекст, дека нареков било кој националист, ако некој така се чувствува, тоа е негова работа, но првенствено секој има право да поднесе амандмани. Јас амандманите не можам да ги коментирам се додека не ги видам. Но овие работи за кои што зборува почитуваниот господин Таравари се всушност технички работи кои што веќе се решени со носење на низа закони. Ние имаме една суштинска работа во моментов, а тоа е Македонија повторно го отвара уставот, оној истиот устав кој што од страна на сите меѓународни организации, критичари, експерти оценет како идеален и граѓански устав. Господине Таравари, го отвора затоа што имаше еден наметнат, не по своја волја, проблем со името кој што беше наметнат од страна на Република Грција. Бевме на консултативен референдум, решивме како актуелна власт да повлечеме храбри чекори, благодарејќи на мнозинството во собранието, поминавме напред и немаме намера да се враќаме назад. Тоа дали вие во кампусот, ловејќи го електоратот
кој што сакате да го придобиете. Збориме за конзистентност. Ке се додворувате на еден, друг или трет начин на гласачкото тело, тоа е политиката на вашата политичка партија и субјектот и вашите убедувања. Моите убедувања и како граѓанин и како политичар и сите ние во СДСМ, вклучувајќи го премиерот и Заев, сме заложници на една единствена политика, а тоа е Европска Македонија и подготвени сме да ја преземеме и ја преземаме целосната одговорност на тој пат. Немаме намера да се враќаме назад. Во делот на амандманите си постои легитимна постапка, членовите на собранието ќе ги разгледаат и ќе го дадат своето. Да, на крајот собранието ќе одлучи. Само моето ведување по однос на реториките. Мислам дека еднаш и со вас проговорив, може би и грешам во собранието. Од самиот почеток на формирање на партијата, на алијанса, значи, начинот, вокабуларот, излегувањата во јавноста се само едни политики кои што не враќаат назад. Почнувајќи од испуштените реторики кои што се согорени далечната 2000 и 2001. Кои се тие реторики? Ако може да ги кажете, барем ја не ги знам. Или ги користите тие од ВМРО што ги врте од февруари до јуни? Ги знаете реториките, кажете ги, тоа се тие едни исти реторики во делот на обесправувањето и правата на граѓаните и на етничките заедници. Пред малку говоревме за примерот на Куманово. Добро. Македонија Добро. Е република и држава на сите неизини граѓани, вклучувајќи ги тука и македонците, и албанците, и сите останати граѓани. Примерот на Куманово покажува дека сакаме да градиме мултиетничко општество, не биетничко општество, како некој сака да го дефинира во оваа држава, бидејќи ако се бориме за граѓански концепт, тогаш ќе мораме да дадеме еднакви можности на сите наши граѓани. Точно така, токму така. Значи, вие зборите за некои работи кои што ги вртеше ВМРО од февруари до 27 април, кога се случи на господинот Села, одредени работи кои што ги кажал, ги ваде од контекст и ги вртеа за да направат антипропаганда за господинот Зијадин Села. Кажете конкретно што направила алијансата што била, така како што кажувате вие, дека користела одредени реторики. Кои се тие реторики, господине, кажете ми ги. Ако сте за европски вредности, ако збориме за која од партиите проевропска, сите албански партии се многу проевропски отколку сите македонски. Тоа го кажуваат, впрочем, албанските партии, тоа го врачуваат и сите анкети што се прават. Реплика, па да преидеме на оние проблеми што се спомна и во претходните дискусии овде дека Социјалдемократскиот сојуз на последните парламентарни избори доби една значителна поддршка и од албанското гласачко тело и ние апсолутно сметаме дека сме партија која што ги инкорпорира гласачите или граѓаните од сите етнички заедници и токму затоа сметаме дека овде во овој момент треба да сме една од партиите застапници и на албанците, и на македонците, и на сите други етнички заедници и водиме грижа за сите граѓани. Токму затоа се бориме за едно граѓанско општество и во овој момент, еве, хипотетички, доколку се реши ова прашање кое што дискутираме сега со господинот Таравари, а ова клучното прашање за Европската унија и НАТО остане нерешено, тогаш иднината на сите граѓани е ставена под знак прашање. И токму затоа прашањето треба да го решиме, клучното прашање е ова, кое што е почнато како процес и кое што важеше за најголем проблем во изминатите 27 години и да ги оставиме прашањата кои што во овој момент според нас и немаат најсуштинско значење за граѓаните. Да, рековте веќе дека има мешаме баби и жаби. Значи, само кусо, не збориме за европската и НАТО интеграција на Македонија. Тоа е за нас одамна апсолвирано прашање. Гласавме и во парламент и во референдум. Збориме паралелно, може освен тоа што ќе се смени, што е предвидено, да се направат одредени две промени кои што се во европски дух, се во духот на Охридскиот договор кој е потпишан и од СДСМ, се во духот на декларација позади која што се се албански партии. Нема ништо посебно, не знам зошто. Ако треба да се дискутира и ако нешто е против европските вредности, тоа е амнестијата за која што збори премиерот последно време. За амнестија морам да ве поправам, мислам дека премиерот не спомена амнестија, туку помирување. Видете. Фета Алими беше во затвор 6 месеци и одредени луѓе кои што
ги видовме пред камери, седеа дома. Сега, не сакам да ги зборам овие работи, не сакам да правам вакви споредувања. Меѓутоа, официјално немаме. Меѓутоа има најави, видовме и услови што се од ВМРО, тоа сум пратеници на ВМРО што беа. Тоа се условување, ова не е условување, ова е предлог и обид на политичка партија да ги убеди своите колеги дека е моментумот. Ајде да ги смениме да продолжиме со европска агенда, ништо посебно. Значи не е ништо што ќе отвори големи дискусии. Ова е тоа што ние за одредени работи не можеме да седнеме. Се отвараат големи дискусии. Да продолжиме. Мислам дека со она што со кое вие се соочувате исто така секој ден, тоа е вашите теми. Последна вест е дека владата најави оти ќе покрие 51% од долговите на општините. Сите општини има долгови освен 3. 51% е голема бројка и голема сума што ќе се одвои. Како тоа го коментираат експертите? Предлагам да видиме анализата на Нина Нинеска-Фидановска, па потоа ќе дебатираме за тоа. Еродирање на правната држава, морален хазард, покривање на неодговорното работење на градоначалниците што натрупале долгови. Наместо тие да се повикаат на одговорност, па дури и нивната работа да ја истражат надлежните органи, како Државниот завод за ревизија и јавното обвинителство, и праќање сигнал дека немањето отчетно се исплаќа, се само дел од реакциите на експертите откако владата обзнани дека ќе им покрие 51% од долговите на општините, зашто со ребалансот на буџетот ќе издвои неповратни средства од 48,8 милиони евра. Иако со добри намери да им помогне на локалните власти да го решат долгогодишниот проблем со натрупаните обврски и така да излезат од агонијата, да застанат на здрави нозе и да можат да се развиваат, владата се чини нема лесно да ја објасни на јавноста зошто парите што се скратија од нереализираните капитални инвестиции сега ќе одат за покривање на општинските должнички дупки. Критичен потек на власта, критична точка, затоа што во економијата ние го викаме тоа е морален хазард. Значи, они сега се коцкаат со идејата дека општините и понатаму може да трошат наднивните приходи, се лжуваат, некој ден некогаш владата пак ќе им ги покрие. Знаеме дека општините се доведува во ситуација да немаат за грејење на училиштата, да немаат за потребите кои се потребни, затоа што парите ги трошат за непотребни работи. Фасади, споменици, корупција која владее во општините во Македонија и така натаму. И сега владата тоа го покрива. Наместо да им каже дека вие ќе си ги платите вашите обврски што се ги создале и за тоа нема никој да ви ги прости. Сега таа им ги простува на некој начин со тенденција и понатаму да го прави тоа. Покривањето на така наречените долгови на неодговорни градоначалници, а без никакво повикување на нивна одговорност, е класичен морален хазард. Ова не е прв пат да бидат откупени херовите на градоначалниците и нивните патрони од централната власт. Ова Америка без одговорност на градоначалниците, а заедно со недостаток на одговорност и казнивост на високата корупција и со ова тивко пардонирање на актерите од бомбите, никако не е рефлексија на политичкиот естаблишмент која води државата кон неувредностите. Општините, заклучно со септември годинава, имаат натрупан долг од безмалку 100 милиони евра или прецизно 97,5 милиони. Владата, откако собранието ќе го изгласа ребалансот, ќе им покрие 51%. Расправата за него почнува во понеделник на матичната комисија за финансирање и буџет. Ова ќе биде последна помош за локалните самоуправи, тврдат министрите. Останатите 49% од долгот пак, тие ќе мораат сами да се снаоѓаат како да ги исплатат. Сега имаме фискален простор да ги помогнеме општините, таму знаеме дека има големи напластени, практично превземени, а неплатени обврски. Во моментов го решаваме проблемот, поддршката од 50, финансиска поддршка од 51% од сумата е сериозна помош, секако дека и јасно поставуваме механизам кој што ќе спречи такво трупање во иднина и јасно кажуваме дека втор пат апсолутно немаме намера да правиме вакво нешто. За да не се случи овие пари да завршат во бунар и да се појави опасност, општините и во иднината продолжат да трупаат долгови, ќе бидат ограничени при креирањето на наредните нивни буџети. Општините сопствените приходи може да ги планират до најмногу 10
од просечните приходи во последните 3 години. Ова би значило дека општините ќе може да го надминат максималниот износ од планирани приходи само доколку им имат обезбедено потврда за трансфер на средствата. Охрид е рекордер според висината на долгот. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека таа општина должи 8 милиони евра. Следува Тетово со 7,6 милиони, Карпош со 4 и Куманово со 2 милиони евра. Единствените општини кои не пријавиле долг до Министерството за финансии се Дојран и Кратово. Тоа е веста, ги слушнавме експертите, велат тоа е морален хазард, неправедно кон оние што нема долгови. Општина Куманово е една од општините со прилично висок долг купен. Мислам дека околу 17 милиони на следите. 17.500 еве да бидеме по-конкретни. Мислите ли дека е ова морален или хазардерска игра и неправедна на владата и велат има механизам, меѓутоа не го кажуваат? Ова е вистински потек на владата, храбар чекор. Бидејќи Македонија мора да расчисти еднаш за секогаш, да направи пресек во локалната самоуправа и да ги третира локалните самоуправи, државата да ги третира локалните самоуправи како своји деца, а не да се однесува како маќа. Бидејќи претходниот период, 12-13 години наназад, ние во Македонија зборувавме за децентрализација, а всушност имавме централизација на власта. Мислите дека со овој потек ќе се децентрализира на некој начин? Не е точен податокот дека парите, општините, барем не во општина Куманово, се трошени за изградба на споменици, фасади и така натаму. Зашто се трошени 17? Се трошени за реални работи, но за жал прстите ги вмеша политиката дебело во општина Куманово, бидејќи секоја општина е приказна сама за себе си. Ако имам 5 минути време, ќе се обидам да го објаснам ако тоа, може многу пократко, да. Во една куса дискусија не може да се објасни сето тоа, бидејќи ќе биде погрешно разбрано. Добро, што е суштината? Долгот на општината е една работа, долгот на јавните предпријатија е друга работа. Да, вие ги двоите, но тие се поврзани, државата ги двои. Општина Куманово во овој период од една година успеа својот основен долг драстично да го намали, некаде од 330 милиони на нешто околу 200 милиони денари. Но долговите на јавните предпријатија, кои што во најголем дел се вештачки направени од страна на тогашната централна власт преку јавното предпријатие под контрола на централна власт Кумановско-Липковско поле, кон јавното предпријатие Водовод и потврдени со судска пресуда, едно најквалитетно предпријатие го доведува во ситуација од најквалитетно, најпозитивно, денеска да биде најголем загубар со некаде долг од околу 9 до 9,5 милиони евра. Исто така обврските за неплатен ДДВ на јавните предпријатија кон државата, кога се пресметуваше процент на наплата на сметките 18%, остана како обврска на јавните предпријатија. Добро, ова се многу детали. Дозволете ми, ова мора да се објасни. Значи, се фактурира сметка за ѓубре со ДДВ 18%. Фактурирате 100 сметки месечно, а наплаќате само 50, бидејќи платежната моќ на граѓаните е мала, создавате обврска да платите ДДВ за сите 100 сметки. На тој начин, јавните предпријатија за комунална хигиена, прибирање на отпад, стана исто така најголеми загубари, се интервенираше многу доцна, се намали процентот на наплата на ДДВ од 18 на 5% и денеска УЈП ги побарува тие средства од јавните предпријатија кои што едва и крај со крај успеваат. И на крајот сметам дека системот за јавни набавки им дава многу поголема можност по принцип на јавно надавање. За јавните набавки да ќе зборуваме малку подоцна, да. Во општина Куманово успеавме делот долгот да го намалиме со тоа што направиме заштеди на годишно ниво од над 30 милиони. Да им дадеме можност. Колку вие пари очекувате од буџетот во Штип? Па добро, ние можам да кажам дека го очекуваме да излезе законот најпрвен, бидејќи ќе се донесе закон за покривање на овие долгови на општините. Јас можам само да го поздравам овој чекор на владата, бидејќи е сепак храбар чекор, чекор со кој што со оглед дека сте
Нели од партијата што владе не мора да ја поздравувате владата цело време. Без разлика која да е политичка партија на власт, доколку превземе чекор, тоа се работи за одговорна влада и покрива долгови на можеби некои помалку одговорни политичари. Колкав е долгот на општина Штип? Општина Штип во овој момент како институција, како општина има 0 денари доспеани долгови. Нашиот проблем кога јас дојдов како градоначалник беше дека затекнав празна сметка и не можев да исплатам ниту плата на вработените. Но денеска е консолидирана состојбата, општината е стабилна, ние во моментот инвестираме 2,6 милиони евра за инфраструктурни проекти, за проекти кои што се важни од да, видов денеска дека се консултирате за гасификација и така е, проектираме гасификација, веќе се консултираме со бизнис секторот за приклучување на меѓутоа со јавните предпријатија остана проблем. Така е, едното јавно предпријатие од двете кои што ги имаме и кои што функционираат, поголемото јавно предпријатие има еден долг од пред 15 години, тоа е долг од 1,2 милиони евра, со натрупани камати кои што доаѓаат и преку 2,5 милиони евра, и тоа е нешто кое што општина Штип заедно со јавното предпријатие во овој момент не може да го сервисира, и доколку го сервисираме со нашата моќ која што имаме, тие пари секој месец кој ќе ги плаќаме ќе одат за новите камати кои што доаѓаат, така што и после 4, 5, 6 години ќе дојдеме пак на истата. И покрај овие долгови во јавните предпријатија има ли се уште вработувања? Апсолутно можам да кажам дека еве јас откако сум дојден вработени имам неколку кои што ги заменија луѓето кои што отидоа во пензија и неколку кои што се во мојот кабинет, најнеопходни за да можам да функционирам. Вчера набавивме едно возило метларка за да ја подобриме чистотата во градот. Добро, тоа се ако може да не влегуваме во сите детали. Така е, но тоа се сакам да кажам дека се од заштедите од доброто работење кое што го постигнуваме во оваа година. А во јавните предпријатија има вработувања? Идејата ми беше да информирам дека во овој момент нема доволно луѓе кои што сакаат да ја работат таа задача. Токму мораме да одиме кон механизирање на јавните предпријатија за да можеме да постигнеме квалитетни услуги за граѓаните кои што тие услуги ги плаќаат. И токму затоа преминуваме на таков модел на работа. Господине Таравари, вие си имате проблем од кога го преземавте мандатот со владата. Како вие го толкувате овој потек да... Не со владата, со други јас имам проблем. Со владата генерално немам проблем. Добро ви беа одземени ингеренции во Министерството за образование. Ја мислам дека владата се однесува така повеќе поради притисоците што ги има од ДУИ, за да општините кај што се алијансата... Владата е дел од ДУИ. Тоа се, да. ДУИ е дел од владата, пардон. 3 општини во Полошки регион и ние доминираме, сме најјака партија во Полошкиот регион, од вкупно 7 општини кои што се албански, 3-4 од нив доминира алијансата, во 3 има градоначалници. Така да тие по секоја цена се обидуваат да не прикажат дека не знаеме, само тие знаат, друго нема кој да ги замени. Нашите долгови во општина за ова што го прави владата, значи овој чекор, и ја мислам дека е окей, мислам дека премиерот е бивш градоначалник и ги знае проблемите со кои што се соочуваат повеќето градоначалници. И ние имаме доста долгови, само комуналното предпријатие околу 7 милиони евра, општината 3,5 милиони евра, значи вкупно околу 10,5 милиони евра, кои што се сериозна сума и не дај Боже некој од овие фирми на кои што им должиме, ако ни направат некаква блокада, не можеме да функционираме. И во ваква ситуација упативме долгови околу 700.000 евра со сите блокади што ги имаме, со сите пречки што ги имаме и во Советот, бидејќи немаме мнозинство и таму. Успеавме да направиме инвестиции за оваа година, до крај на година се проекциите околу 3 милиони евра. Во што инвестирате? 5 километри асфалтирање на патишта во различни предели села, во делови на градот, 15 километри канализација, околу 7 села воопшто кои што немаа канализација веќе се инсталирани. Детски игралишта, фудбалски стадиони, проектирање на гасификација, центар за бездомни куќиња, центар за аутизам. Господине Таравари, мислите дека е побитно да има игралишта или имате училиште покрив што нема? Се вика Гоце Делчев, да. Точно, имаме училиште кое нема покрив, меѓутоа не само во ужасна состојба што нема покрив, а што рековте тениско игралиште? Тениско игралиште и фудбалски игралишта, не, ингеренциите на градоначалникот се одземени во Гостива. Ја ги немам ингеренциите. Во ноември ви ги враќаат? Во ноември ми враќаат. Ноември е за една недела? Не, за 3 недели, за 4 недели. 21 ноември ми враќаат. Така, за еден месец. Ја практично во училиштата имав ингеренции само 2 месеци. Од февруари ми се одземени. Само за кадровските
назначувања немате или генерално немате? Видете, ја имам комплетна блокада во училиште. Директорите не им должат струја, ја им се јавувам да им плаќам струја, не дозволуваат. Замислете. Ме чуди дека тениско игралиште ставате и фудбалско игралиште и тениско игралиште. И фудбалско, а не го споменувате училиштето. А кровот треба Министерството, капиталните инвестиции во училиштата. Ние сме инвестирали во училишта. 3 градинки нови. Да, и во основни. Во основни училишта, ова е основно училиште. Значи ќе го оставите сепак на Министерството? Не, проектот е направен од претходниот градоначалник. Да, многу одамна и чини 20.000 испратено до Министерството и Министерството, знаете, инвестиции во Гостивар, знаете колку е од централната власт? Фитнес, отворен фитнес центар од 35.000 евра. Тоа е целата инвестиција од централна власт. А, фитнес центар имате, добро. Отворен фитнес центар. Тоа е од владата инвестиција за Гостивар. Друго, ако има 0 денари, нема, освен оваа... Просто да уште ми се во ум сликите од училиштето, тешко ми е да разберам да тениски игралишта и фитнес центри. Минатата година општина Гостивар успеа да најде луѓе кои што ќе помогнат доброволно да го средат привремено кровот на училиштето. Преку 5-6 пати отидени сме до Министерство за образование да бараме да се интервенира за кровот, бидејќи тоа е инвестиција од околу 200.000 евра. Доколку ни остава ние да го направиме и најверојатно ние ќе го направиме повторно со донации од луѓе кои што децата им учат во таа училиште, а во тоа училиште има околу 1200 ученици. Морам да и вас да ве споменам со овие проблеми. Зборуваме за големи гасификации, зборуваме за големи проекти, а ја колку што знам имате населби што немаат водовод и канализација во Штип. Има неколку приградски населби кои што немаат вода од градскиот водовод и токму сега го работиме тој водовод до тие неколку населби. Првата фаза е веќе завршена, веќе ја промовиравме во јавноста и продолжуваме во наредниот период да инвестираме и до наредните 2 населби или поголеми приградски населби кои што се уште немаат вода за пиење, така што јас можам да се пофалам во овој дел дека апсолутно ги решавам круцијалните, суштинските проблеми на граѓаните. Во програмата ветувавте базени, веројатно се откажавте. Тоа е нешто за кое што ќе дискутираме во наредните години, но сега додека не добијат сите граѓани на територијата на општина Штип чиста и здрава вода за пиење, канализација, водоводи и сите потребни инфраструктурни зафати, улици, тротоари, до тогаш апсолутно немаме простор да зборуваме за повише за други теми. Токму затоа можам да кажам еве дека со овој проект привршуваме и се насочуваме кон наредната фаза. Јас само можам да кажам како една мала реплика дека на нас владата не ни е потребна да ни помага и да ни гради ниту фитнес зони, ниту игралишта, на нас ни е потребно еве со овој потек владата ни помага доволно за да ние можеме сами да си ги решаваме проблемите. Јас во општина Штип немам ниту фитнес зона добиена од владата, на мене ми е важно да владата го изгради побрзо автопатот до Штип, да го изгради автопатот, односно експресниот пат кон Радовиш и Кочени, да зголемиме безбедноста на граѓаните во регионот, се што значи инфраструктурни проблеми, да, ама некако бавно иде. Само нешто ако може, што е помошта на владата? Знаете, систематизација на општината е испратено пред 6 месеци до владата. Систематизација за општината. И нема одговор. 5 пати го молам министерот и премиерот. Ве молам, дајте ми нечини со овие недостатоци. Добар е. Одговор барам. Ги молам за одговор за систематизација за да можам да ги систематизирам вработените. Значи, било што, ја не велам, може би не сакам со СДСМ, повеќе со ДУИ е проблем. Значи имате проблем таму кај што има министри од ДУИ? Комуникација, видете, Оливер Спасовски е единствен министер кој што ја посети општина Гостивар, ни еден друг. Не верувам дека и кај вас е така. Ја би сакал чисто да имаме комуникација, да имаме информации. Знаете што, да одите во министерство и да ви речат, не сакам да го спомнам министерството, за Гостивар се затворени сите врати, не конкурирајте воопшто со проекти, не е во ред. А ова се случувало. Вам лично ви кажам? Лично. И јас сум го информирал премиерот за да знае чисто да има информации. Тој има информации. Значи, сите општини за централната власт треба да бидат подеднакво исти. Секаде се граѓани на Република Македонија, без разлика кој е градоначалник. И ова е тоа што не мачи и не става во една фрустрирана состојба. Само кратко сакам да дополнам или да додадам или да реплицирам дека
Со овој потек кој што сега го дискутираме за покривање на дел од долговите, владата покажува, иако не сакам да бидам сватен дека ја заштитувам владата, но имајќи во предвид дека имаше неколку опозициони општини во претходниот период, во претходните години кога на власт беше ВМРО ДПМН, знаеме како се однесуваше и чувствувавме тогаш сите без да бидеме градоначалници во тој период, како се однесува централната влада кон неколку опозициони општини во државата. Денеска апсолутно не е така, но еве тие проблеми, еве имате вие комуникација со премиерот. Еве јас јавно ги кажувам, значи тие се проблемите, чисто би требало да има комуникација без разлика која партија. Димитриевски, уште кај вас од Куманово се очекуваше наместо 17 милиони долгови да процвета и да има многу инвестиции заради многуте кумановци, да речем, што работат во Афганистан, во странство, да инвестираат, меѓутоа ништо од тоа и самата општина и забележува дека нема капитални инвестиции. Вие немавте за разлика... Имаше капитални инвестиции во изминатиот период на Дамјановски, неколку капитални инвестиции, но со собствени средства. Значи, она што Куманово го задолжи е токму антагонизмот на претходната власт. Бидејќи опозицијски, и го стави во таква состојба за да прикаже дека некој лошо менаџира со градот и дека СДСМ лошо менаџира, па дури не исклучува и водоснабдување на градот, го намалуваа проток за да го покажат тоа. За 11 години капитални инвестиции од страна на владата, 2 тениски игралишта. Тоа е бенефитот на Куманово, додека еден прилеп имаше околу 20 на милиони евра реализација на капитални инвестиции и сега таа работа ќе се смени, бидејќи Македонија му должи на Куманово, ќе мора и да му врати и владата го има тоа разбирање и премиерот и сите одговорни. Што ќе биде главно гасификацијата ја најавувате? Сакаме да ја развиеме гасификацијата, имаме западнато јавно предпријатие кое што успеавме да го исчистиме од долгови, сега во моментов е на нула и бараме стратешки партнер кој што ќе влезе заедно со нас со општината да продолжи во развојот на гасоводната мрежа. Паралелно со тоа жално е да зборуваме, но тоа е реалноста и граѓаните мораат да знаат. Куманово следната година ќе прославува 5 векови од своето постоење. Има 46 села, местни и урбани заедници, рурални заедници, во кои што само во 3 имаме водоснабдување приклучени на водоводниот систем на водоснабдување во градот. 40 кусур села немаат ни вода. И ние зборуваме за 21 век. Затоа и на Македонија и на Куманово ни е потребна Европа за да стигнеме до европските пари. Пресметував некаде грубата математика покажува дека со собствени средства на оваа ниво на фискална децентрализација нас ќе ни треба без разлика кој да е менаџер на градот 100 години само за да донесеме вода и канализација во сите тие рурални места, бидејќи тоа се 509 километри квадратни и нели треба да ги организирате и да ги поставите комунално да функционираат. Немаат канализација. Први имаме прочистителна станица за отпадни води во Куманово, но за жал немаме реална можност да ја наплатиме услугата од граѓаните, бидејќи во Европа истата услуга чини од 1 до 2 евра по метри квадратни, во Куманово се плаќа 20 центи по метар кубен прочистена вода, затоа што не можеме да ги оптеретиме граѓаните со дополнителни. Тука ќе направиме една пауза за реклами и ќе се вратиме повторно на дебатата. Продолжуваме со дебатата во студио. Гости се градоначалниците на Штип Благој Бочварски, на Куманово Максим Димитриевски и на Гостивар Арбен Таравари. Пред да продолжиме, Центарот за граѓански комуникации, кој ги следи набавките во сите општини и институции, објави неколку извештаи. Она што е впечатливо во нивниот извештај, еве за овие 3 општини, да не ги земеме другите, дека имаме едно продолжување на старите практики, а тоа е дека нема доволно конкуренција, дека се фаворизираат компании, дека има нетранспарентност. Во еден фактограф, тоа ќе ни го прикаже Христијан Становиќ. Во надзорот над јавните набавки кои ги реализираат локалните институции и општините, забележливо е дека нема доволно конкуренција, бидејќи во просек се јавуваат помалку од 3 фирми. Кај дел од општините, според податоците на Центарот за граѓански комуникации, има и фаворизирање на одредени компании кои најчесто ги добиваат договорите за јавни набавки. Институциите на локално ниво,
како и на државно, треба да ги почитуваат принципите на конкуренција меѓу фирмите, со еднаков третман, транспарентност како и рационално трошење на народните пари. Според податоците на Центарот за граѓански комуникации, општините Штип, Куманово и Гостивар во 2017 година спровеле вкупно 139 јавни набавки со вредност од 535 милиони денари или околу 8,7 милиони евра. Кај општина Гостивар, речиси половина од реализираните јавни набавки се направени само со една компанија. Тоа е Пуцко Петрол, која од локалната власт, предводена од Таравари, заработила речиси 800.000 евра за една година. Втора компанија во Гостивар, која има висок процент на освоени јавни набавки, е компанијата Грени, со учество од речиси 10%. Една од поуспешните фирми во добивањето на договорите за јавна набавка во општина Куманово е Оли Травел со учество од 31,3%, што значи дека нивните договори имаат вредност од околу 1,5 милиони евра. На тендерите на општина Куманово чест учесник е и Коп Инженеринг, кој има 22,9% од јавните набавки. Во Кумановската општина исто така над 10% во добиените јавни набавки се и компаниите Еврокомерц и Картинг Градба. За потребите на општина Штип најмногу одговараат 4 компании со над 10 учество во јавните набавки, меѓу кои Црво Експрес, Пуцко Петрол, Колен Трас Инженеринг, додека пак лидер е Актива ДОО Штип. Тие освоиле 24,7% од предвидениот буџет за јавни набавки на општина Штип, односно сработиле договори во вредност од околу 700.000 евра. Според Центарот за граѓански комуникации, загрижува изголемениот процент на тендери со една или ниту една понуда, кој што скокнал дури на 40% во монетираниот период, што е највисоко ниво во последните 3 години. Проблематично е изголемениот број на поништени тендери, а тој тренд бележи раст од 20%, со што ја достигнува највисоката граница во последните 5 години. Во дури половина од поништените тендери кои биле под надзор, главната причина е што нема ниту една доставена понуда. Причините поради кои фирмите не се јавуваат на тендерите е поставената цена, која некогаш не одговара на пазарната. Според овие податоци, кај половина од тендерите кои се предмет на мониторинг се одржала електронска аукција, а тоа успева само кај набавките со поголема конкуренција, додека пак во другите случаи изгледа како формалност. Овој извештај изработен врз основа на мониторингот на примерок од 40 поставки за јавни набавки спроведени од локални институции во периодот од 1 април до 30 септември 2017. Тоа беше фактографот, подготвено според податоците на Центарот за граѓански комуникации, кој пред се ги следи јавните набавки. Да почнеме од вас, Бочварски, како вие го коментирате ова? Еве, кај вас има забележано е дека во 50% од набавките се фаворизираат 3 компании и дека нема конкурентност кога објавувате тендери. Па јас можам да дадам коментар во однос на оваа година, кога сум јас градоначелник на општина Штип, дека тендерите, јавните набавки се спроведуваат по закон. Ова анализа е за оваа година? Ова е 2017 година, но како и да е, работиме под одредени закони во Република Македонија и законот за јавни набавки е јасен. Без разлика дали ќе се јават една, две или три компании, градоначалниците немаат ниту моќ, ниту сила да повикаат да дополнат други компании да се јават. Ако се јави една или две компании, тоа не е вина на градоначалникот. На некои тендери пред неколку дена имав тендер на кој што се јавија, ми се чини 10 или 11 компании за една улица инфраструктурен зафат. Овие компании се јават бидејќи, како што гледам, 3 од 4 се градежни компании кои што работеле на поголеми инфраструктурни зафати во минатата година. Дел од нив и оваа година се јавуваат на тендерите и една е компанија која што доставувала нафта, веројатно за училиштата, која што е голема се појавува кај си во сите три општини. И доколку тој тендер испливува горе на површина, како и да е, важно е да работиме по закон, ревизија која ќе дојде да укаже дека се е сработено по закон, но имам јас лични забелешки и во законот за јавни набавки. Очекувам дека во наредниот период ќе имаме и промени таму, да не се оди само со најниска цена на тендерите, туку да се оди и со квалитет. И јас овде имам замерки. Мислите дека ако се укине тоа кај јавните набавки, дека ќе се поправат? Апсолутно, и да можеме ние како општина, како градоначалници или како тим од општината да увиди дали некој инфраструктурен зафат е квалитетно изработен или не. Да му, кога ќе можеш на фирмата да ја ставиш на црна референтна листа, тогаш апсолутно можеш и да ја обележиш таа фирма дека не работи квалитетно. За мене е тоа најважното.
Ако сака некоја фирма и повеќе тендери да земе, но квалитетно ако ги изработи, тогаш по мене нема проблема, ако е се по закон, но ако зема повеќе тендери и тие де се изработуваат квалитетно, овде е проблемот. Граѓаните плаќаат, а немаат квалитетно изработени проекти, така што треба да се оди на квалитет, а не само на најниска цена во одредени тендерирање или постапки. Овде зборуваме еве за проектирање, да јас сум инженер-архитект по професија, не може да бараме проектант по најниска цена, например. Затоа што проектант имаш и во еден од најдобрите проектанти можеш да го донесеш како градоначалник, како, не знам, министер во некој министерство да ти проектира некаков објект, неговата цена на тој проектант не може да биде пониска од некој локален, кој што има два вработени и кој што може само да ти го заглави проектот и да те чини време и пари. Така што некои јавни набавки мора да се издвојат и да се оди на квалитета, не само на најниска цена. Нема ли интерес, има ли недоверба кај фирмите во јавните набавки во Куманово? Се јавуваат ли малку фирми на тендерите? Ова го регистрира истражувањето? Прво, ова анализа, според мене ја гледам, иако не ми е позната, мислам дека е точна за 2017 година. Да, сигурно е точна и јавно е објавена. И ја поздравувам, анализата вака треба да се работи транспарентно. Има голема промена во делот на јавните набавки, од аспект што со создавање на еден позитивен биланс кај сите оние кај што должевме и плаќање на одредени обврски кон побарувачите во општината, зборувам за тековните долгувања на општината, создадовме позитивна клима во 2018 на тендерите да се јавуваат поголем број компании, но за жал на суштинските големите тендери се уште доминираат главно носечките компании кои што се во континуитет присутни во општината, а тоа се тие неколку фирми. Отворено ги дали ова фирмата Ули Травел, таа е најголем, ту учествува со 31,3% се уште... Ги повикувам отворено сите фирми, да ги следат тендерите, ги има многу во општина Куманово и да се јавуваат, бидејќи системот на надавање дава еднакви можности. Вие исто електронско надавање користите? Забелешката е бидејќи електронското е што се однесува до фирмата Оли Травел, таа фирма го врши јавниот превоз во градот со склучен договор за вршење на јавен превоз пред да дојдам на позицијата каде што сум, до 2022 година и училишниот превоз. Значи има договор до 2022? Да, училишниот превоз одеше оваа година повторно на тендер, побарав да пресметаната пресметка се намали некаде за 8%, во самиот старт да цената во старт падне на 8%, но за жал се јави на тендерската постапка само една фирма и не дојде до електронско надавање. Таму каде што ќе ви се јават поголем број на фирми, се конкурираат, цената паѓа драстично. Во друг случај, ние сме приморани да подпишеме договор со оној кој што се јавил. Сум имал случаи да поништам тендер на одредени фирми. Да, и тоа е другата забелешка, дека има многу поништени. Да, и бидејќи биле сами на постапката, сум го поништил тендерот, се жалел на второстепен и добил. И си принуден да склучиш договор со таа фирма. Сметам дека уште многу треба да се работи во делот на добивање на солвентност на локалните самоуправи, како би можеле да го привлечеме вниманието на потенцијалните даватели на услуги, бидејќи еве во моментов тендерот со горивото. Сите поголеми оператори во државата со горивото, вклучувајќи го МАК Петрол, Окта, Лукойл, воопшто не се јавуваат на тендерите на општините. Ги оставаат тендерите на помалите фирми, бидејќи не се заинтересирани. Во тендерот стои дека плаќањето се изведува во рок од 60 дена. Истите сметаат дека не треба својата стока да ја продаваат за 60 дена и тука е главниот проблем и од тука се јавуваат вакви податоци. Но она што е позитивно за општина Куманово, се фаворизираат не може градоначалникот нити некој да фаворизира постапка доколку имате уредна законска легитимна постапка. Ние за една година во делот на јавните Димитриевски видовме многу фаворизирање на компании и затоа ја критикувавте и поранешната влада е една од основните работи, така да е можно. Нема фаворизирање
и не е можно да се направи фаворизирање во јавна постапка за било која компанија. Јас тоа најодговорно го тврдам и пред вас и пред граѓаните. Направивме на 30 милиони денари заштеда во однос на сето онаа што значи јавна постапка и јавно надавање на самите тендерски постапки. 30 милиони денари значат најмалку 5 нови улици за граѓаните на општина Куманово и сметам дека секој колега кој што размислува рационално, а ние сме нови градоначалници, сакаме да се докажеме и покажеме пред нашиот електорат без разлика што затековме општини генерално во лоша состојба, сметам дека го следат. Господине Таравари, ситуацијава во Гостивар тоа е за 2017 година, да. значи и тука доминира, ама да. меѓутоа тој договор уште трае. Не, тој договор завршува. Сега имаме Пуцко, тоа е за гориво најверојатно. Да. Се има тендер во Гостивар, веќе тече тендерот, кој ќе победи, не знам ја. Меѓутоа тендери да се пријават само една фирма скоро да нема. Може би, не знам точно, не можам да ги следам сите и јас, меѓутоа скоро да немаме такви во Гостивар. Мислите дека сега се охрабрени и веќе учествуваат компаниите во... Апсолутно. Ја мислам дека дури ме обвинуваат во Гостивар дека многу фирми од Скопје, од Тетово, од други градови стигнуваат и добиваат работа во Гостивар, меѓутоа не можам ја ништо тука да спречам. Конкуренцијата е отворена, секој кој што сака може да се конкурира, јавно надавање има, кој дава пониска цена во одредени работи си добива и тоа е тоа. Мислите дека треба да се промени во јавните набавки? Ја искрено да имам екипа која што цена? работи, екипа која што ги работи јавните набавки, тие се компетентни да зборат за тоа, меѓутоа и кај нив сум инсистирал да има фер плей. Да биде комплетно, регуларно како што треба да се течат работите, да има конкурентност и ние во повеќе работи веќе добиваме многу, заштедуваме многу пари. Посебно во транспортот на деца. Вие го критикувавте вашиот претходник и постојано објавувавте, таму наоѓавте проблеми во јавните набавки, се сеќавам дека државте секој ден пресконференција. Значи, околу 250.000 евра сега имаме транспорт на ученици поевтино отколку минатата година, што е добра цифра заштеда за општината. Продадено земјиште државно имавме по 3 евра метар квадратен, кај што објективната цена е околу 100 до 200 евра. Кај биле правени тие неправилности, злоупотреби во јавните набавки? Тоа било на аукција, меѓутоа не знам како успевале да не се пријави никој да се продаде 3,5-4 евра. Меѓутоа тоа го оставиме на органите кои што се занимаваат со тоа да ги испитаат, ние ги доставивме сите материјали до таму. Па нека видат. Вие тврдите во Гостивар дека тоа не се случува сега во моментот? Апсолутно. Не сме продали ни едно државно земјиште до сега. Има на продаж, за продаж? Па може би не знам точно, немам таква информација, меѓутоа не сме продали ни еден метар квадратен од државно земјиште. Знам дека имаме многу работи извршено кои што се заштедени. Ако се споредува минатата година и оваа година, значи е поевтино. Добро, и веќе сме на крајот. Што мислите дека можете клучно да промените во вашите општини во наредната година? Еве за една година да се види дека има нова власт во сите овие општини. По една минута за сите. Па добро, јас можам да кажем дека и во изминатата година, еве сега го правиме отчетот на некој начин за пред граѓаните, што сме сработиле како нова локална власт во изминатата година. Да, помалку почнува да подсетува на ВМРО ДПМН, они беа многу... Апсолутно не може да подсетува, затоа што видовме колку направија. Може би терминолошки да, меѓутоа суштината е друга, дека во текот на оваа година сработивме многу, изградивме околу 3 километри нови водоводни линии, околу 2 километри нови канализациони мрежи. Тоа е планот од сега за една година, ако дојдете во студио, што наредната година, бидејќи сега наредните денови ќе поставиме камен темелник на новата детска градинка од 800.000 евра, наредната година во ова време очекувам дека ќе имаме нова детска градинка за граѓаните на општина Штип, за дечињата, за најмалите, бидејќи е многу важно, заради тоа што во моментот има недостиг на простор за сместување на деца за околу 200 дечиња. Ако може само пописот и сите... Од друга страна, очекувам да продолжиме со еден голем инфраструктурен зафат, тоа е обиколницата во градот, со мост на река Брегалница, да се заврши, да започнеме со гасификацијата на општината, да го привршиме кон крај проектот за браната на река Отиња и да видиме кој ќе биде моделот на финансирање на изградба на оваа брана, така што градоначалничката функција
апсолутно може да биде многу креативна и да придонесе за Господине Димитриевски, што вие планирате за следната година? Како ќе ги натерате? Еве, не стигнавме да одговориме. Велат многу пари има во Куманово, ама луѓето не ги инвестираат во градот. Многу пари влегува, Како ќе ги натерате да инвестираат? Влегува преку KBR и останатите компании од Афганистан и Ирак, но за жал граѓаните немаат доверба, немале доверба во политичката елита која што ги води да ги реинвестираат своите средства. Се надевам дека ќе се стекнеме со таа доверба. Како ќе им понудиме можности, не поедини фирми кои што создаваа бизниси во Куманово преку ноќ да им ги земаат парите, туку самите да ги иницираме да создаваат преку бизнисо инкубатори собствен бизнис. Во делот на развојот на индустријската зона ќе им дадеме поголеми можности. Куманово има собствено, но за жал неразвиена индустријска зона без елементарна инфраструктура и бараме потенцијални партнери од странство и од дома со посериозен капитал кои што ќе влезат во тој развој. Има интерес некако? Има интерес моментално од приватниот сектор во Куманово и пошироко и она што е според мене најбитно во делот на инфраструктура, регулација на сите речни корита, каде што интензивно работиме. Во изминатиот период го завршиме проектор 800 метри изградба на речно корито на река Липковка. Ќе продолжиме за да ги спасиме луѓето од излевање на речното корито и да го уредиме целосно градскиот кей. Можете да завршите гасификацијата, секундарната. Да, работиме на тоа, веќе направиме 1,6 километри нова гасоводна мрежа во Куманово, ќе продолжиме во тој дух, но бараме стратешки партнери тука за јавно-приватно партнерство. Секако ќе направиме нови заштеди со јавното улично осветлување и исто така по пат на јавно-приватно партнерство, бидејќи се потребни посериозни средства кои што ги немаме и мора да бараме партнер. И она што е основно да ги подобриме условите за работењето на нашите најмлади во училиштата со изградба на нова училишна спортска сала во техничкото училиште во Куманово, бидејќи веќе една е изградена и другата е уште неколку проекти. И господине Таравари, како што ќе направите вие во Гостивар? Почнав секој месец, давам извештај што трошам, колку трошам, сите трошоци што ги правиме. Давам секоја неделен извештај за сработеното во тек на неделата. Да, морам да забележам дека кај транспарентноста вие добро се држите, за разлика и Куманово, за разлика од транспарентноста во Штип, која е намалена. Секој 100 дена ги повикуваме сите медиуми и тоа повторно прикажуваме што е сработено, колку е трошено. Што ќе направите следната година за Гостивар? Јавен превоз, гасификација почнуваме, аквапарк, добивме 7 милиони евра од Агенцијата за развој на Швајцарија, водоводни цевки, комплетно водоводна мрежа во Гостивар инсталираме нова. Депонија регионална, веќе започнува исто така швајцарски проект за средување на депонијата регионална. Русиново ќе стане, конечно ќе функционира како регионална компанија. Ќе се среди до крајот на едната година и после тоа ќе видиме, владата треба да избере кој ќе биде, ако се изгради евентуално фабрика. Меѓутоа инфраструктурно ќе се реши за една година и таму се инвестиции околу 4 милиони евра. Инфраструктурни други проекти, канализација, водовод, асфалтирање. И мислам дека до крајот на мандатот нема да остане ни едно село или ни една населба во Гостивар без водовод и канализација. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Тука е крајот на Топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте убава вечер.